зборуваме за изложбата 70 години творештво на академик Васко Ташковски. Драган Ристевски е нашиот гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Што можат посетителите да видат, да очекуваат од оваа изложба? Станува збор за репрезентативна изложба од најновото творештво на академик Васко Ташковски, реализирано, создадено во последниве 5 години, значи да речеме постковидно творештво. Тој и во својата 90 годишна возраст активно создава, активно твори и на некој начин го одбележува 70 годишното негово творештво. Добро, малку за идејата, како се роди идејата, 70 години се одбележува? Значи, изложбата е поставена во галеријата и музеј Ранко Струмениковски во Битола. Има голема символика во тоа, заради фактот што Ранко Струмениковски и Васко Ташковски се школски другари, беа 10 години цимери, беа повеќе од браќа на некој начин, 5 години во средно уметничко училиште во Скопје и 5 години на Ликовна академија во Белград. Значи, тие се 36-37 година, тие се првата повоена генерација која што академски образувана, која што остави голем печат во современото македонско сликарство. И во своето обраќање на отворањето на изложбата, академик Васко Ташковски ја посвети токму на Ранко Струмениковски оваа изложба, репрезентативна и висококвалитетна. Споминавте, но ајде да дадеме посебно уште едно внимание, по 25 години 30 нови дела. Кои се најпрепознатливи теми? Што е тоа што е обработено во овие дела? Васко Ташковски 25 години, после 25 години излага во Битола. Значи, претходно имаше неколку изложби. Последната беше во Македонската академија за науки и уметности, каде што е тој редовен член. Неговата изложба дојде како нормален, природен след на нештата, бидејќи претходно излагаше неговиот татко, Ристо Ристовски, во нашата галерија. Потоа излагаше неговата ќерка Лара Ташковска и едно тројство направивме, еден триптих на вистински квалитетни последователни дела. Карактеристиката се гледа еден оптимизам кога ќе влезете во галеријата, слично на Нова студио, една светлина, живописни бои, може да забележиме од фотографиите. Оптимистички, за разлика од секојдневието, на жалост што е актуелно кај нас, создава нови светови, нови видици, а ова го прави и во последните 50 години. Значи, не е нешто ново за Васко Ташковски. Колку му е променет уметничкиот израз, да речеме, од почетокот до сега? Е надограден, надополнет. Иначе, ставот му е многу мина го сместуваат како футуристички, како имагинативен, како... Така и делува и по така фотографиите, меѓутоа наликува на еден паралелен свет, свет кој што го посакуваме, свет кој што ни ги нуди промените кои што треба да ги доживееме сите како општество, како и пошироко како земја. Зошто го издвојувате Васко Ташковски во македонската јавност ликовна? Па, веќе тој е издвоен од меѓународната критика, од познавачите на ликовната уметност, од новинарите, од писателите, од теоретичарите, од есеистите. Значи, минатата година излезе книга во издание на Матица Македонска со бројни стотици извадоци и коментари, критики за неговото творештво. Значи, тој е веќе издвоен и од нашата, меѓутоа и од меѓународната ликовна критика. И е застапен во многу музеи низ светот, во Пекинг, во Њујорк, што е голем престиж за
нашата култура, нашата уметност и сликарство секако. И можам да речем дека стои тој на врвот на една пирамидална планина во сликарството во Македонија и пошироко. Сакав да го заокружиме разговорот со нешто што вие го работите со младите генерации. Сакавме фокус да биде изложбата, но ајде да искористиме да споминеме и колку е важно младите да се запознаваат со ликовната уметност како можност, како начин не само и за слободното време, некому може тоа и професија да му биде. Точно. Васко Ташковски имаше, односно младите имаа чест да се сретнат со големиот уметник, да го прашаат за одредени нивни видувања, односно прашања кои што ги интересираат и да поразговараат и за уметноста. Со оглед на тоа дека сум јас по новинар за култура, тоа имам завршено прва генерација новинари во Кирил и Методиј Скопје, а потоа докторирав за надареност и талентираност на Свети Климент Охридски во Битола. Моја вокација, моја определба е да ги форсираме, односно да им дадеме шанса на младите, а нашата галерија е вистински подиум за тоа. Младите таленти им давам, значи досега сум организирал можеби повеќе од 50 различни изложби на различни теми и во гимназијата каде што работев како библиотекар Јосип Броз Тито во Битола, ги мотивиравме, ги стимулиравме и ги наградувавме младите таленти и за сликарски области, и за драмски, поетски и слично. Дали, само сакав закусам, мислев дека ќе кажете дали има одзив од младите. Очекував тоа од вас, Овој месец веќе за 3 дена од кога ќе заврши изложбата на академик Васко Ташковски, младите настапуваат со Карамфилова арт студио, ликовно студио со своји творби. Пред некој ден во долниот пасаж на галеријата имавме изложба на гимназијата Јосип Броз Тито од јазично-уметничка насока, а претходно исто така имавме од 4-та година матурски испити по ликовна уметност во нашата галерија. Значи, редовно младите се присутни и мислам и добре дојдени. И добре дојдени, така е. Во имаат нашата простор, галерија. можност и треба само да творат. Ви благодариме. Ако дозволите, јас ќе ви подарам по една книга поезија од македонски поети, инспирирани од делото на Ранко Струмениковски и по еден каталог од Васко Ташковски, кој што е навистина репрезентативен и кој што ги има кој што е живописен, многу полно што може да... И гледачите може низ инсертите и фотографиите, сите овие фотографии да ги погледнат. Ви благодариме уште еднаш.